Денеска православната црква ги празнува преподобната Меланија Римјанка, светиот праведен Јосиф, цар Давид и Јаков братот Господов и блажениот Теофилакт архиепископ Охридски. Преподобната Меланија Римјанка, родена во Рим од благочестиви родители и многу богати. Присилена од родителите, таа стапила во брак со некое познато момче, Апинијан. Кога го родила своето второ дете, таа тешко се разболела и му рекла на својот маж дека ќе оздрави само ако тој се заколне пред Бога дека во иднина со неа ќе живеат како брат со сестра. Мажот се заколнал и Меланија од духовна радост и телесно оздравела. Бидејќи по Божја промисла и двете деца им починале, тие се решиле да го распродадат сиот свој имот и да го разделат на сиромасите, на црквите и на манастирите. Патувале по многу земји и градови, секаде правејќи добри дела од своето богатство. Посетиле познати духовници во горниот и во долниот Египет и од нив многу научиле и се надахнале. За сето тоа време Меланија се подвизувала во строг пост, со срдечна молитва и со читање на Светото Писмо. Имала обичај секоја година по 3 пати да го прочитува целото Свето Писмо, Стариот и Новиот Завет. Со својот маж живеела како со свој брат и со подвижник. Кога дошле во Александрија, примиле благослов од патриархот Свети Кирил. Потоа отишле во Ерусалим и се населиле во Илеонската гора. Овде Меланија се затворила и сета се предала на богомислие, пост и на молитва. И така поживеала 14 години. Потоа излегла за да им послужи на другите кон спасението. Основала машки и женски манастир. На покана од својот роднина сенаторот Волусијан, незнабожец, отишла во Цариград и него го обратила во верата Христова, што не можел да направи ниту блажен Августин. Потоа пак се вратила во Елеонската гора, каде што се представила на Бога во 439 година, во 57 година од својот живот. Достојно ест Јаково истину, блажити тја Богородицу, присно блаженују и пренепорочнују и матер Бога нашего, честнейшую Херувим и
Поуки од светите отци. Љубовта има три ипостаси: девственост, познание и светост. Без девственоста љубовта не е милост, но е земска, себичност и страст. Без познанието љубовта не е мудрост, но е лудост. Без светоста љубовта не е сила, но е слабост. Господи, удостој ме со љубовта, со која Ти живееш и живот даваш. Удостој ме со Твојата љубов и ќе бидам слободен од сите закони. Всели ја во мене Твојата љубов и таа љубов ќе ме всели во Тебе. Свети Николај Велимировиќ. Светиот праведен Јосиф, цар Давид и Јаков, братот Господов, се празнуваат во неделата по рождеството Христово. За царот Давид, синот Јесеев, може да се дознае се од книгите царства. За свети Јаков во житието за 23 октомври. Праведниот Јосиф Евангелието го нарекува праведен маж. Затоа му била дадена од Бога пресвета дева во заштита и му се дала голема чест во домостројот на човечкото спасение. Иако Јосиф бил од царски род на Давид, сепак тој бил скромен дрводелец во Назарет. Во својата 80-та година ја зел пресвета дева од Ерусалимскиот храм во својот дом, а во 110-та година се упокоил. Поуки од светите отци. Кога со болка слушаш за тугите страдања, тоа е љубов. Дури и само еден единствен сострадален поглед и еден сочувствителен збор упатен кон оној што е во неволја. И тоа е љубов. Кога со него ќе ја споделиш жалоста и ќе му подадеш малку спокојство во тешките мигови, и тоа е љубов. Љубов е кога го понесуваш тешкиот збор што ќе ти го речат. Свети Пајси Светогорец. Блажениот Теофилакт, архиепископ Охридски. Роден на островот Еврип и воспитан во Цариград кај најпознати учители во тоа време. Како клирик на големата црква бил избран за епископ и бил испратен, иако не сакал, во Охрид, каде што поминал околу 25 години. Хоматијан Охридски го нарекува најмудриот архиепископ. Човек со огромна ученост, светска и богословска, со истенчен византиски вкус, меланхоличен и осетлив. Теофилакт се чувствувал меѓу словените во Охрид како прогонет меѓу варварите. Напишал толкување на сите 4 евангелија и на другите книги од Новиот Завет. Тоа е најдоброто дело од тој вид, по светиот Јован Златоуст, што и ден денес се чита од голема полза. Од неговите останати дела познати се уште писмата и житието на светиот Климент Охридски. Во староста светиот Теофилакт се повлекол од Охрид во Солун, каде што, како што се мисли, и го завршил својот земен живот и се преселил во блажената вечност. Te
Поуки од светите оци. Човекот не живее за да ја најде среќата, туку вистината. Тежок и тесен е патот до вистината, но оние што ја посакуваат ја наоѓаат и вистината ги ослободува. Вистината е личност, Богочовекот Исус Христос. Архимандрит Никодим Солунчев.